Сообраќајните инспектори заедно со полициски службеници од полициската станица Кочани постојано излегуваат на терен со цел затекнување на лицата за вршење нелегален превоз на патници. Сообраќајните инспектори со посебни мерки за откривање на дивите таксисти. Минатата година 25 годинава фатени се уште тројца нови диви превозници. Во 2015 година се фатени и казнети 25 лица. Постапките се веќе завршени и истите се задолжени да ја платат глобата. Во 2016 година до овој период се фатени само тројца. Значи, често се јавуваат исправните таксисти кои се со целокупна документација и се жалат на нелојалните таксисти кои во нивна близина на такси постојките ги земат нивните патници и претежно на така да се изразам, на некултурен начин им ги земат пред носот и ги услужуваат. Но и покрај тоа, мал број ги фаќаат на дело, затоа што со голема брзина се шири веста дека инспекцијата е на терен и дивите таксисти веднаш се кријат. Самото наше присуство, излавање на терен, многу брзо се открива и се рефлектира одма преку нивните радиостаници, преку телефоните мобилни, дека сме на терен и успеат у тај период, значи, да се скријат, да не возат. Значи, многу тешко ги совладуваме. Непознат е бројот на дивите таксисти кои нелегално работат во овој регион, но има и легални таксисти со несоодветни лиценци за работа. Од друга страна пак, законот не налага одземање на возилата и затоа оди потешко. Гицов додава дека дивите таксисти не ги оштетуваат граѓаните со наплата на поскапа тарифа, туку оштетата ја трпат легалните, затоа што тие чекаат патници на одредени места за такси возила, а дивите ги има насекаде и полесно доаѓаат до патници. Инспекторите апелираат за соработка со легалните таксисти, односно да ги информираат инспекцијските служби за појава на диви таксисти, за да благовремено се реагира и да се санкционираат тие појави. Што се однесува за апелот за граѓаните, инспекторите ги замолуваат да внимаваат во какво такси возило се возат и да не се качуваат во необележани возила, од причина што и сигурноста им е намалена и дополнително се малтретирани на патот од страна на инспекциите, кои мора да го потврдат дивиот такси превозник. Гицов додава дека во наредниот период инспекцијските служби ќе преземат позасилени мерки на терен со цел воведување ред во превозот во патниот сообраќај и доследно почитување на законските прописи. И вели дека истите фатени диви таксисти и покрај изречената казна и понатаму некои од нив дрско се однесуваат и пак го употребуваат возилото и возат нелегално. Според законот за превоз во патниот сообраќај предвидена е глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност за лица кои вршат јавен превоз без соодветни дозволи и без лиценца.